Заев повторно стана премиер, но остана без реалната моќ и власт која што имаше претходно. Ваков е ставот на познавачите, откако во јавноста се објавија и се уште се објавуваат кадровските промени во владата, во која најголемиот дел од клучните ресори ги доби коалициониот партнер на СДСМ. За прв пат во историјата на Македонија кадри на првата партија во власта нема да раковарат со Министерствата за финансии и надворешни работи, и тоа во моменти на економска криза поради ковид пандемијата и кога Македонија очекува да ги отпочне преговорите со Европската унија, а и на функцијата прв вице-премиер исто така е кадар на ДУИ. Универзитетскиот професор Владимир Божиновски за Алфа вели дека Заев за досада на власт даде се што интегративците побарале. На тој начин партијата на Ахмети доби 2 од 3 клучни министерства. Буквално ДУИ можеше да побарува све што сака и да добие тоа што го бара, социјално или СДСМ да остане на власт. На тој начин се добија и двете клучни министерства, заедно со Министерството за внатрешни работи, би рекол, трите најважни министерства во секоја држава. И ДУИ сега ги контролира финансии и надворешни работи. И практично сега целата финансиска контрола на државата е во рацете на ДУИ, затоа што го имаат и Министерството за финансии и Министерството за економија. А токму економската природба на државата и патот кон ЕУ беа клучните ветувања на Заев во владината програма за на крај со ниту едно од министерствата задолжени за овој дел да не раководи кадар на СДСМ, туку таму седнаа министри од ДУИ, односно Бујар Османи во МНР, а Фатмир Бесими во финансии. Новата македонска економија и забрзаниот економски раст се на првите страници на програмата за работа на владата за мандатот 2020-2024 година. Ќе покажеме дека можеме и во Европската унија. Тоа е национален, повеќе децениски, стратешки интерес. Според Божиновски, ваквите кадровски решенија Заев би можел да ги искористи како алиби за неисполнување на големите ветувања кои ги даде пред изборите. Божиновски вели Заев ветувал многу и пред 4 години, но ништо од тоа не исполнил. За разлика од неисполнетите ветувања, универзитетскиот професор вели Заев исполнил работи кои не ги ветил, како што е промената на името и воведување двојазичност. Имаше многу ветувања пред изборите 2016 година, па видовме дека буквално ниту едно не се оствари, напротив се спроведа голем број работи кои што и одлуки кои што воопшто не беа ветени, би се направи токму спротивното тоа што се ветуваше. Така да и сега не очекувам дека она што се говореше во предизборната кампања ќе биде остварено. Во ресорот на дворешни работи покрај министерот и заменик министерот нема да биде од СДСМ, како што потврдија за Алфа од ДПА, на таа позиција ќе биде Фатмире Исаку, кадар на партијата на Мендух Тачи.